što значит по јазик и по шеријатска терминологија. По јазик што значи акида? Зборот е изведен од стегање и врзување. По јазик зборот е изведен од што? Од стегање и врзување. Јасно до овде? По терминологија што значи? Све што верува човекот внатре, било то вистина или невистина. Ова ако го земиме на општо. Верување. Све што верува човекот внатре, било то верување, вистинско верување или не било вистинско верување. Зашто секој што верува нешто мора да му верува за нешто. Ама ние го разликуваме, ние верниците го разликуваме зашто не е вистина. Знаеме дека Аллах субхану ва таала имате објаснато дека верувањето во Аллах субхану ва таала како треба да се веруват и ќе земиме понатаму како треба да се сватит верувањето во Аллах субханаху ва таала. Или цврсто верување. Ат-тасдиқул џазим. Цврсто верување. Ова во општа. Сега да видиме што значи акида исламија. Исламското верување. Што значи исламско верување? Велит хија ат-тасдиқул џазиму биллах. Тоа е цврстото верување во Аллах субханаху ва таала. Вама јаџибу лаху. И тоа што е обавеза да го веруваме од него. Wal imanu bi rusulihi. И верувањето во неговите пратеници. Сите. Ла нуферрику бейна ахадим мин русули. Никого од пратениците ние не го делуваме. Ние ги веруваме сите. Од кај Адем алейхиссалам до кај Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, еден по еден. Не правиме како јаудиите и не правиме како христијанците што ги разликуваат. Јаудиите велат што рекоа Узейрун ибнуллах. Узейр е син од Аллах. А христијанците وقالت النصارى المسيح ابن الله. Христијанците велат за Иса алейхиссалам, Исус, што велат тие е син од Аллах субханаху ва таала, а ние што велиме? Ла нуферрику бейна ахадин мин русули. Сите се пратеници од Аллах субханаху ва таала, што му имаат даено Аллах објава да го пренесат кај луѓето, кај народот, да ги повикуваат во истиот менхедж, во истиот правец. И тоа е да не се обожава Бог друг освен Аллах, субханаху ва таала. И да не му се придружи него ништо ортак. Јасно? Ова ти е акида. После велит الإيمان برسله وما أوحى به بالإقرار بما أخبر به من الغيوب كأسمائه وصفاته والملائكة واليوم الآخر والقدر. Велит и да веруваш во све што Аллах субханаху ва таала имат објавено. И со афирмација да афирмираш све што Аллах субханаху ва таала ни имат пренесено и ни имат кажувано во Куранот од оние што не ги гледаме, од она што не го гледаме, што е гајб за нас, невидливоста, и да веруваме во неговите имиња, лични имиња од Аллах субханаху ва таала и атрибути, сифати, својства, да веруваме во мелеците. Мелеците се гајб за нас. Имаат видено некој од вас мелек? Дали имаат видено некој? Не се знае сега. Имаат видено некој од вас мелек или не? Немаат видено, така? Значи мора да му веруваме. Не ги гледаме, ама мора да му веруваме. Зашто иман, што значи да веруваш во све што Аллах субханаху ва таала има кажано. Дали то го гледаш или не го гледаш? Од гајбот мора да веруваш во гајб. Вал јаумил ахир, и да веруваш во судниот ден. Да веруваш во судниот ден и да веруваш во кадерот.
Kader. Znate što znači kader? Allahova ta odredba. Bilo to dobro ili lošo, sve Allah subhanahu wa ta'ala imat odredeno za to. Te pogodit samo to što Allah subhanahu wa ta'ala sakat i što imat napisano to je. Poslije velit وَمَا أَمَرَ بِهِ. Ovo je sve akida islamije što znači. I vo to što imat nareduvano Allah subhanahu wa ta'ala. Minet tauhid, od tauhidot, i každafme što znači tauhid. Gore. Pogore každafme što znači tauhid. Os salah, Allah subhanahu wa ta'ala imat nareduvano da klanjame namaz. Os zeka, da davame zekatot. O gajru dhalik, i sve drugi što Allah subhanahu wa ta'ala imat nareduvano, od postot, od hađot. وَمَا نَهَا عَنْهُ مِنَ الشِّرْكِ وَالْكَذِبِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّوَاهِ. I sve da se odalečimo od ona što Allah subhanahu wa ta'ala nimat zabraneto od širkot, pridružba na Allah subhanahu wa ta'ala, od lagata, od hasedot, ljubomorata ili kako ga kažete zavidljivostта i drugite što Allah subhanahu wa ta'ala ima zabraneto. Jasno? No ovdje ovo te tije akida islamije. Сега, нема сомнеш дека учењето на знаењето на акида, улумул акида. Верување е од најбитните и најчесните знаења, затоа што Allah subhanahu wa ta'ala зато не има створено. Што вели Allah subhanahu wa ta'ala во сура Заријат, 56 ајет? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Не ги имам створено джиновите и луѓето, освен за да ме обожаваат мене. Лиуахидун. Има дојдено во тефсир, лиуахидун, значи да сведочи дека Allah subhanahu wa ta'ala е единствен, што заслужува да се обожава. До овде јасни сме? Сега, ќе кажеме сега зошто знаењето на акида, илмот на акида или знаењето за верувањето е од најбитните и најчестните знаења. Што вели това? Вели честа на знаењето е еднаква на честа на неговиот предмет. Го сватите до ова што значи? Шараф ал-улуми би шарафи мавду'ихи. Честа на знаењата општо го има тоа чест, зависи каков предмет имаат натре. Што содржуваат натре? Тоа знаење. А ова знаење што содржува натре? Велит, ова тема е знаењето за Allah subhanahu wa ta'ala и затоа е од најубавите теми и најчесните теми. Зашто ова е знаењето за Allah subhanahu wa ta'ala и неговите имиња и својства, и ова е од најчесните нешта што се побара од човекот да знаете. Најчесните нешта што се побарат од човекот да знаете. Allah subhanahu wa ta'ala за ова ќе те праши судниот ден. Ова ќе бидеш прашуван во гроб за верувањето, за таухидот. После кога земиме книгата Усулу Селаса, тога ќе објасниме подетално баш оние прашањата од гробот, што тие се база што човекот мора да ги знае. Мора да ги знае, не само да ги знае, него да ги веруваат и да работит према оние. Зашто многу ги знаеме, ние сега ако не прашуват кој е Allah, ќе речеме Allah. Така, кој е посланикот, пратеникот, ќе речеме Мухамед салаллаху алейхи селем. Која е нашата вера, ќе речеме Исламот. Ама ова не е лесно во кабур да се кажуваат. Ако нема живено со то над земја. Мора да живееш по овие прописи, по овие услови над земја, за да можеш да ги кажуваш и да одговориш на прашањата од мелеците под земја. Јасно? До овде? Ова е првото. Второ, зашто е
битна ова тема и зашто е честна ова тема? Втората точка велит: акидето или верувањето е темелот на верата и неговата положба во вера е како положбата на душата за телото. Свативте? Зашто е битна? Неговата положба во вера е како положбата на душата за телото. Како е положбата на душата за телото? Многу битна. Ако не е душата, телото нема никаква чест. Остан вид немрдлив. Не мој да се крива тој само ако не е душата. Телото мој да се крива да го нема душа. Колку е тежок. Еден човек, например, што умират, гледате, немат никаква веќе честата што го прави честен него е душата додека имат. После што велет? Дженазето. Одма дженазе се прави. А душата е она што имат честа кај телото. Како рековме положбата на душата за телото, колку и да се многу делата и корисни, нема да се прифаќат кај Аллах субханаху ва таала ако базата и темелот на верата е уништена. Затоа што вели Аллах субханаху ва таала: Инна аллазина кафару ва мату ва хум куфарун фален юqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Преводот го имате долу, има напишано пак. Вели неверниците кои ќе умрат како неверници, како откуп, ни сето злато со кое исполнета земјата не ќе им биде примано, ако го даваат тие. Сака да го откупаат своите тела со све што имат на земја, злато, за да го ослободат од оганот од џехеннемот. Аллах вели нема да му се прифати то. Нема да му се прифати, тој ќе имат казна болна и тие нема да имат подржници. Значи немаат кој да му помагнат ними сундион ден, ако умират како чафири. Никој немој да му сведочи за него. За ними нема да тие да ја преминуваат мостот на сиратот. Тие не одат усвари таму ич. Уопшто не одат. Неверниците не одат кај мостот на сиратот, директно в џехеннем. За ними нема мост на сират. За кого имат? За кого имат? И две врсти луѓе. Овие што беа на десна албански знаат. За верниците и за мунафиците. Само за оние имаат мост на сират. Дали ќе го преминуваат или не. И кажав јас во тој дерс, кој го ма слушнат на албански дерсот, кажував за светлината што ќе го имаат верниците и за брзината што ќе го преминуваат мостот. Сега тоа е друга тема. Значи за неверниците немаат преминување на мостот на сиратот и нема да оде до таму. Хич, директно оде џехеннем. Затоа што има дојдено во хадис, ќе ви олесна малце. Има дојдено во еден хадис, посланикот салаллаху алейхи ва селем велит: Аллах субханаху ва таала судниот ден ќе му речит на своите робови, кој нека го следит секој она што го имат обожавано. Па кој го имат обожавано месечината, со месечината ќе оди џехеннем. Кој го имат обожавано сонцето, со сонцето ќе оди џехеннем. Кој го имат обожавано каменот со каменот, некој дрвото и така. Одет сите према нивните господари што го имаат обожавано во дуња. Некој ќе рече: "Бабе, не сакам јас да одам." Немаш да му волја ти, сакаш не сакаш. Таму телото е наредуван самој. Ти не можеш да го командираш таму судниот ден твоето тело. Како сега, сакам да одам, сега си слободен. Сега си слободен. Ако сакаш да одиш, џамија одиш. Ако не сакаш, не одиш. Така? Ти имат останано Аллах субханаху ва таала волја. Тебе. Па ако кај волјата на Аллах субханаху ва таала што имат напишано, во леухи махфуз тоа не се менуваат, ама таму немаш волја. Таму ќе одат сите по она што ги имат. Кој останвет? Останвет само мунафиците и верниците. Зашто? Зашто мунафиците имаат решено дека ние го обожаваме на Аллах субханаху ва таала со нивните уста, а на вистина со нивните срца
nego imajte obožavanje na Allah subhanahu wa ta'ala i ovdje odet kaj mostот. I сега, верниците, нормално имат од оние 70.000 што без рачун го преминуваат мостот на Сиратот со брзина на светлото. Одма в дженнет, одма дженнет. После имат од оние што го преминуваат со брзината на како рековме, на грмежот, тоа е на светлината. После имаме брзината на коњите. Не, трепката, колку трепката, брзината на окото, едно трепкање на око. После имат оние со најубавите и најсилни коњи што се во дуњалокот. После имат некои што трчаат со трчање. Има едно кој што одат со пешачење, со пешачење, и има некои што се влечат. Негде паднат да паднат во џехенемот. Овој џехенемот е оштаре. Овој џехенемот оштаре зашто е под мостот на Сиратот. И имат канџи. И трња. Џехенемлиски трња. Со кој лизгат малце, го фаштат и го гребнаат. И вели посланикот салаллаху алейхи ve sellem како што има дојдено во хадис, тој знаете колку е слаба. Колку е слаб мостот на Сиратот? Дали знаете колку е слаб? Послабо од влакна и пооштра од ножот. И лизгат. Така вели посланикот салаллаху алейхи ve sellem, и лизгат. И замисли таму, ако не те отсврстит Аллах субхана да не те утсврстит, не можеш да ја преминуваш, нема шанси. И мунафиците, зашто тие сега према секој верник додека има дојден во хадисот Абдуллах ибн Месуд, вели некој имаат светлина, вели посланикот салаллаху алейхи ve sellem, тој пренесет од посланикот салаллаху алейхи ve sellem Абдуллах ибн Месуд, имам Бейхаки ја трансметират. Вели некој имаат светлина колку едно големо брдо. Големо брдо. Некој имаат светлина на десна рака му се дават како една дрво од хурма и му светит напред. Некој имаат светлина само кој големиот прст на ногата. Големиот прст на ногата. И некогаш светит, некогаш се гасит. Кога се гасит, немој да пешачите, оставите. Кога се пали светлото, светит, пешачит помало. Замисли, нема светло, овој мало, едно мало светло. Овие се што има најмал иман, за да се спасит. Мунафиците, додека гледаат, сега тоа и тие почвет. Тие му се гледат ними дека имат светлина и почвет да. И таман оде до негде над Сиратот, се гасит светлото, не гледајте, му велат неверниците, чекајте на нас да земиме од ваше светло за да преминуваме. Што значи тоа? Дека тие во дуњалокот има светло во незините јазици од исламот, што го кажувае, ама внатрешно бе со темнина. И тука Аллах субхана ва таала ги кажуваат. Му вели ти не си верник вистина и му се гаси светло, Аллах вели фадуриба бейнахум бисур. Измеѓу ними се стават еден зид, едно перде. Батинуху фихи рахма ва ظاهرуху мин қибалихи ал'азаб. На ова страна, кај се верниците, е милост од Аллах субхана ва таала, а на другава страна е азабот од Аллах субхана ва таала. И си падвет на оганот на џехенемот. Ова е зашто се здолживме многу, ама зашто ме гледавте вака, што му кажам на овие другите, да ви кажам и вас. После овде го кажавме ајетот и се пренесува од Аиша радијаллаху таала анха во веродостоен хадис, таја му рекол на посланикот салаллаху алейхи ve sellem. Ова кажуваме за битноста, зашто е битно ово знаење. Му рече: Ја Расулуллах, Ибн Џуд'ан ги држел родбинските вези и го почитуваше гостинот, мусафирот, кога му идеше. Добро ги пречекал и им помагаше на сиромашните. Дали то ќе му биде во корист судниот ден? Дали тоа мој да го спасит судниот ден? Посланикот што рече? Не, зашто тој никогаш нема речено: О Аллах,
prosti mi grevovite na sudnji dен. Значи немој имат верувано никогаш на Аллах субхану ва таала. А Хадиџа, што му рече на посланикот салаллаху алейхи селем кога му дојде објавата, ако верникот ги правите овие дела, што се спомнуваат во овој хадис, овие може да му помагаат на верникот судниот ден за да се спаси оганот на џехенемот. Спротивно. На верникот кој му верува на Аллах субхану ва таала може да го спасет. Зашто може да го спасет? Зашто му рече таја келла ла юхзика Аллаху абада. Му рече на посланикот, немат Аллах субхану ва таала да те усрами тебе никогаш. На почетокот кога му дојде објава посланикот знајде дека се плашеше за себе. Да му е нешто шејтан, да нешто е болен или не знаеше кога му се појави првиот пат Џибрил алейхиселам со објавата. Отиде кај Хадиџа му рече вака, рече тебе никогаш Аллах нема да те понижви. Нема да те усрами. Зашто? Зашто ти ги држиш родбинските вези. Го пречекаш убо мусафирот, му помагаш на сиромашните. Тебе Аллах не може да те усрами. Значи овој Ибн Џудан не му беше на корист, зашто? Зашто не беше верник, не му веруваше на Аллах. Кој не му верува на Аллах субхану ва таала, вистинско верување како сакат Аллах субхану ва таала, ќе знаат колку добри дела да имат правено, не му се прифатени кај Аллах субхану ва таала. Јасно? Ако немаш иман, немаш вера, кој немат сведочено шехадет, немат влезано во исламот. Замисли тој и да кланјат намаз, да ојд во џамија. Во џамија да ојд. Неверникот нема сведочено уште шехадет. Џамија дојде да клања намаз, не му се прифати намаз. Џабо е. Зашто првиот столб од верата, најважниот столб не го имат. Јасно до овде? Појме на третата. Зашто е ова тема битна? Велит знаењето за Аллах и неговите имиња и својства и тоа што се однесува од тоа од обратење на целиот ибадет само на Аллах субханаху ва таала, тоа е и мудроста на створението. Зашто Аллах субханаху ва таала ги има створено небесата, земјата, џиновите и луѓето, е се само за Аллах субханаху ва таала да се обожаваат, да се веруваат. И доказот го кажавме во ајетот во сура Хуџурат 56 ајет. Аллах субханаху ва таала после има речено: во секој народ имаме пратено пратеник кој му рекол на кого? На луѓето. Нивниот народ, обожавајте го само на Аллах и оддалечите се од тагутите. Другите господари, освен Аллах, ќе објасниме што значи тагут по детално после кога ќе влеземе во книгата. Уште сме во вед. Да имате во предвид некои работи, што значи акида, што значи таухид. И овие, зошто е битна ова тема да се учите, не да се учите еднаш, него ова тема е да се повторуваат секогаш. Ова што го пише сега, да го имаш ти секој ден да прочиташ една страна од она што имаш земано и имаш читано за теухидот. Никогаш не е доволно, како што некој излезе на некои социјални мрежи, една жена и велеше: "О, вие оđите само теухид, намаз, ово е зечат." Значи, што да му зборуваме ние тогаш на луѓето? Ако не му зборуваме за теухидот, за што да му зборуваме? Зашто сме дојдени овде? Да го обожаваме Аллах или да зборуваме за Нетањаху или да зборуваме за некој филозоф таму? За Ајнштајн. Не сме дојдени да зборуваме за Ајнштајнов, не сме дојдени да зборуваме кој е Аллах, кој е пратеникот салаллаху алейхи ва салем и кој треба да се обожава вистинско обожавање.